Добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на рубриката Прашања и одговори со Јосиф. Иако се гледаме поретко, тоа не значи дека не продолжува создавањето на вредност во темите за здравје, исхрана, велнес, она што е мојата љубов и домен на познавање и истражувања. Интеракцијата најмногу стандардно ја правиме на социјалните мрежи. Инстаграм е местото на кое што најмногу комуницираме, Ask Јосиф е моето корисничко име на кое што може да ме најдете, да ми поставите прашања, да искомуницираме и еве во овие рубрики или на влогот мој на социјалните мрежи да добиете одговори, да ја обработиме повеќе темата или дилемата која што ја имате вие. Се разбира, достапен сум и на останатите социјални мрежи, ќе ме најдете и ќе искомуницираме. За денеска, колку што ќе ни дозволи времето, ќе ви одговорам на прашања и она што нема да успеам да го одговорам, останува да го искомуницираме на социјалните мрежи. Од последниот пат кога се видовме, од прилика пред еден месец, овде на Телма застанав кај Виктор Анастасов, 01, кој што вели ме интересира дилемата со јаглехидратите и мастите. Дали постои некој кој е поштетен и зошто? Виктор, ништо во исхраната не е поштетно, ниту поздраво и денешната конфузија и хистерија кон тоа да константно притргнуваме кон етикетирање на одредени макронутриенти или микронутриенти како добри, лоши и така натаму е многу погрешна, од причина што ниту мастите, ниту јаглехидратите, ниту протеините, ниту витамини, ниту минерали не се добри или лоши. Сите се добри и се потребни и проблемите настануваат кога има недостаток или кога, мислејќи дека е нешто многу поздраво, го претеруваме со внесување. Тоа најчесто се случува кај многу луѓе денеска, тркајки се со целта да намалат килограми, да покачат мускулна маса, да извадат сикспек и така натаму и константно бараат некои кратки патишта до одредена цел и при тоа наметнуваат мислења околу нас дека нели јаглехидратите не се во ред и треба да се скратат, мастите не се во ред, протеините се многу здрави и треба што повеќе да се внесуваат, но тоа не е така. Затоа што на нашето тело секојдневно му требаат и јаглехидрати, и масти, и протеини во доволни количини и затоа фокусот на секого од нас и од вас треба да биде балансирана исхрана. Она што е проблем, значи, кај јаглехидратите, секогаш па и кај мастите треба да гледаме извори, а не само да ги етикетираме како лоши. Затоа што ако ги земеме јаглехидратите, например, нели оние процесирани кои што ги наоѓаме денеска многу на рафтови, кај што имаме изобилие од и големи количини на шекер, тие се проблематични. И секој од нас знае дека на долг рок може да предизвикаат нарушувања во телото, од покачена телесна тежина до преддиабетични состојби, диабет и така натаму. За разлика од нив, кај мастите, исто така постојат постојат неколку типови на масти. Од нив трансмастите се оние кои што се проблематични и не треба да се внесуваат, но тоа не значи дека, заситени или незаситени треба да ги поделиме во добри или лоши. И денеска многу често заситените масти се на тапет дека се нездрави и не треба да се внесуваат, но тоа не е така, затоа што треба од вкупната количина на масти кои што ние ги внесуваме, одреден дел да бидат и заситени. Проблемот се јавува кај мастите кога имаме дисбаланс во заситени наспроти незаситени, бидејќи големиот внес на заситени масти подоцна создава кардиоваскуларни проблеми и затоа не треба да одиме во екстреми. Овие работи некогаш многу знаат да бидат збунувачки и конфузни, бидејќи луѓе стануваат преплашени од заситени масти и многу често бараат на етикета да им пишува no palm oil, no soy, no ова, no она и така натаму, но добрата исхрана не доаѓа од тоа што нема во производот, туку од тоа што има. И затоа ако зборуваме за како да не бидеш изманипулиран во таа игра на масти, на јаглехидрати, на протеини, секогаш врти етикетата позади на продуктот и гледај две вредности, а тоа е во 100 грама продукт да нема повеќе од 20 грама на шекер и да нема повеќе од 3 грама
заситени масти во 100 калории. Значи тие се две работи кои што единствено треба да ги гледаш. Не се плашете не подлегнувајте на пропаганда денешна во маркетите и на етикетите и на медиумите, туку секогаш гледај, ако во составот нема повеќе од 20 грама шекер на 100 грама и ако нема повеќе од 3 грама заситени масти во 100 калории, тогаш си на добар пат и производот е сосема во ред. Затоа не се оптеретувај дали јаглехидрати треба да исфрлиш, дали не треба да исфрлиш. Напротив, јаглехидрати се потребни, особено оние сложени растителни влакна од исклучителна важност за нашето тело, исто така и мастите. Без ниту секој нутриент е потребен во телото и затоа не треба да бараш полош или подобар. Моника го има следното прашање. И вели, дали калциум и цинк заедно како суплемент се лоша комбинација и дали витамин С да се пие само во состојба на настинка и при пад на имунитет или може секој ден? Моника, одлично е прашањево и некако се надоврзува и со претходново за нутриенти, полоши, подобри, внесови така натаму. Прва работа, комбинациите воопшто не се лоши. Значи, не само цинк и калциум, туку се што во природата, во природата ти нигде не наоѓаш еден нутритивен продукт. Значи, се што ќе скинеш од природата како зеленчук, овоше, било каков плод, доаѓа како комплекс од различни нутритивни вредности и затоа комбинација нема лоша комбинација. Работата е кулкави количини се внесуваат и при тоа многу е важно да знаеш дека калциумот, суплементацијата на калциум треба да биде исклучиво во координација со лекар, затоа што многу може да биде ризична суплементацијата на калциум, од причина што особено во пред 50-тите години, пак особено кај девојките пред да се случи менопаузата, суплементацијата на калциум не гледам зошто е потребна. Значи затоа велам треба да биде во консултација со лекар, бидејќи храната која што ние денеска ја јадеме, во најчесто доколку имаме барем 3 оброци во текот на денот, најверојатно ќе ги задоволиме нашите потреби во телото за сите микронутриенти. И затоа суплементацијата на калциум не е во ред. Многу продукти во нашата исхрана денеска имаат калциум, особено ако консумираш млечни продукти, јатки, зеленчуци, мешунки, буквално голем дел од храната го содржи калциумот и затоа суплементацијата не би требало да ја имаш. Знае да биде опасна. Но тоа не значи дека за другите микронутриенти имаш зелено светло да ги суплементираш. Денеска во хистеријата со корона кризата и односно со пандемијава, многу луѓето почнаа да посегнуваат по суплементација, по додавање на витамини и минерали, еднонутритивни во големи количини и многу луѓе благодарение на тоа си оштетија бубрези, си оштетија црн дроб, затоа што пресуплементирањето исто така ќе направи проблем. Ако има вишоци од било што во нашето тело, нема да биде никогаш од бенефит. Истото и со витамините и минералите. Особено е опасно со еднонутритивните. И многу често јас среќавам луѓе кои што од сабајле сакајки да исперат гревови, за подоцна што ќе јадат глупости, ќе земе витамин С, Б комплекс, цинк, магнезиум, ќе се едноставно ќе се натрупа со еден куп суплементи, а реално никој од нас не е свесен дали има потреба. И доколку сакаш да знаеш што во телото ти недостасува, ќе си отидеш на клиника, ќе си направиш детални крвни анализи и ќе видиш дали воопшто нешто во телото од витамини и минерали недостасува. И исклучиво во таков случај суплементирањето има логика. Во ниеден друг случај не гледам зошто треба да суплементираш. И за витамин С, пошто и за тоа ме праша, постои научна потврда дека витамин С во случаеви на настинки и така натаму е добро да се земе во поголеми количини, значи зборуваме за 3 до 4 илјади милиграми, затоа што за некаде 18% го убрзува процесот на закрепнување од настинката. И само во тој случај е добро да се зема. Доколку не е таква состојбата, тогаш
повторно треба да видиш дали имаш недостаток и повторно да бидеш во консултација со лекар дали има потреба вистинска да суплементираш, и тоа обично се случува кај луѓе кои што се анемични, кои што земаат суплементи како железо и слично, па нели потребно и витамин С за да има подобро вразување и апсорпција. Така да со суплементите бидете внимателни, не се трупајте без потреба доколку не сте сигурни дека навистина нешто недостасува. Илиевски XO вели, што мислиш за земање на туркестерон? Искрено ова нема да ти го обработувам многу како тема, затоа што ова е бодибилдерска тема. Ова е, значи, хормонски стероид кој што доаѓа од растенија. Игра улога на тестостерон, односно поттикнува раст на мускулната маса во телото, но искрено јас не ја гледам причината, затоа, знаеш, ако мене ме прашува што лично јас мислам, моето мислење е дека не гледам причина зошто би го земал ова, доколку немаш надпреварувачки цели и не живееш од бодибилдинг. Во сите други случаеви, ако само целта ти е побрзо да направиш мускулна маса, да се набилдаш и да се покажеш колку си силен, е надвор од било која здрава логика, затоа што, знаеш, тоа е исто како во кола да ставиш мотор од авион. Потребата за тоа, за да ти биде колата побрза, може да те однесе побрзо во смрт, да направиш проблем. Затоа не дека ова ќе те однесе во смрт, дефинитивно туркестеронот не е проблематичен стероид, но не би ја гледал причината доколку си рекреативец, зашто би ја земал, и тоа треба да биде исклучиво твоја одлука. Моето мислење и став е дека хистеријата за брзање на нештата и да биде побрзо е секогаш вродува со погрешни резултати. Така да, дечки, тука ќе завршиме. Имаме уште прашање надоле, но ќе ги оставиме за некоја следна прилика. За денеска ви посакувам убав ден, да си имате здрави животни навики. Ask Јосиф е моето корисничко име, таму ќе ме најдете на Инстаграм за да искомуницираме и да ми поставите прашање, а до следната рубрика се гледаме и оставаме добро расположение. Чао!